Му благодариме на Светиот Дух за црквата, што ни ја даде да можеме да се охрабриме, да можеме да... Знаете, слушањето е супер, ама битно е да слушаме со срцето. Бидејќи ако не се примени тоа што се зборува, слушањето ќе може да слушнете, меѓутоа во срцето да бидете некаде далеко. А тоа што го правиме во црквата, барем пробуваме на момент да се извадите од таму каде што сте и да дојдете овдека свесни, подготвени и да слушате со срцето. А како се слуша со срцето? Знаете, кога зборуваме, кога зборуваме зборови, може да бидат празни ако срцето ни е полно со страв. Меѓутоа, ако се ставиме со срцето во присуството на Исус, Светиот Дух пред тронот на благодата, во молитва, во медитација, тогаш го полниме срцето со Исус. Во Библијата ни пишува: вашите срца нека бидат полни со Исус, со Словото на Исус. И тогаш кога ќе започнеме да зборуваме со срце полно од Исус и ќе видиме промени и плодови. Затоа возможно е да се одвоиме. Впрочем, веќе сме свети. Да си свет значи да се одвоиш, да се одлепиш од светот и да не мислиш на тоа што они ти го сервираат, туку да мислиш на работите што самиот Бог, Исус Христос и Светиот Дух во нас ги говори на нас. И не само да слушаме, туку да ги примениме, бидејќи Исус воскресна и ние воскреснавме со Него. И сега се што правиме, мислиме, замислуваме, зборуваме, да го правиме тоа во името на Исус. Тоа значи да го правиме со срце, од позиција на присуство, дека веќе сме примиле во Исус. Да не биде тоа илузија, да не бидеме исмејани, да се поддржиме еден со друг, и во тешко, и во добро, но пред се да се задржиме на ветувањата на Исус, на тоа кои сме, што сме и што имаме. Амин. Сега, имам тука нешто запишано, интересно, кратко е, ќе сакам да го пројдеме со цело внимание. Сметам дека важно беше за мене, за тоа од мене го запишав за да ме води и верувам дека ќе биде за благослов. Вака ќе почнам, дека твојот надворешен свет е манифестација на твојот внатрешен свет. Што значи ова? Залудно понекогаш знаеме да заглавиме, да сакаме нешто да промениме и почнуваме да правиме надворешни промени. Пробуваме да се смениме надворешно, пробуваме некој друг да смениме, пробуваме да наместиме ситуации надвор од нас, за кога работите ќе се наместат, тогаш ние ќе се смениме. Кога ќе се случи тоа, јас ќе дојдам во црква, или кога ќе биде тоа, јас ќе бидам тоа и тоа. Кога ќе почнам да работам, јас ќе имам пара. Значи, тоа е илузија. Значи, тој став, размислување, зборување е илузија. Промената доаѓа од внатре. Целата промена доаѓа од внатре, од тоа што размислуваме во време на невреме, во кое присуство сме, дали сме пред тронот на благодата, или сме пред Сител, пред Канал 5, пред Прва, и со што се полниме.
дали промената доаѓа од надвор или од внатре. Еден брутален пример е на тие луѓе што се во затвор, си мислат дека ако ги стават во затвор, ќе поминат 5 години, ќе се сменат и после тоа ќе видат слободни. Да, значи законите на земјата се такви, значи не против, речам само го зимам за пример, дека ако пробаме нешто надворешно да смениме, ни треба време, значи ни треба години. Значи човекот ќе треба за нешто да смени надворешно да поминат години, а внатрешно, во молитва, во медитација, во присуство, се можеме да смениме за многу побрзо време. Најкраткото време е за 3 дена. Исус ја победи смртта за 3 дена. Најголемиот непријател. И ние како ќе се вежбаме во Исус, во неговото присуство, во неговото делување, во неговите мисли, во неговото зборување, така ќе бидеме способни, а и самата благодат е тука да ни помогне да сакаме и да можеме да го правиме тоа што го правеше Исус. Амин. За тоа во молитва, во медитација внатре во нас ги правиме сите промени што после тоа ги гледаме надвор од нас. Овдека сум пишал, ова сум го кажал само како потврда дека човекот е тоа што мисли во своето срце дека е. Човекот или ние или јас го имам тоа во својот живот. Зашто сум свесен дека го имам? Затоа е важно вниманието да го ставиме на свесноста кои сме во Исус и што се имаме во Него. Значи, се што ни е потребно е да го смениме вниманието, да го тргнеме, да се одвоиме, да одлепиме од сите работи што ни ги сервираат, што ни ги кажуваат. И тогаш сме на добар пат да ги видиме работите, замислите што Исус ги има за нас, а тие се добри, совршени, да просперираме, да бидеме здрави, благословени, да живееме во благослов, во мир и во радост. Амин. Над облаците секогаш е сонцето. Колку и да сме во матно, во облаци, ако го смениме тоа внимание на работите од горе, над облаците секогаш е сонцето. Кога има доле бура, ние се чудиме во страв и ќе ми звони Ѓорги од Водно, брат, тука сонцево грее, гледам, доле бурава ве прави партали. Ова е кажано сликовито, а значи дека можеме во умот, во молитва, во медитација, во вниманието да го тргнеме од проблемите и да го ставиме во името на Исус. И така, секогаш тоа сонцета благодат ќе не грее и ќе можеме да се движиме, да газиме тука на земјата. Матеј 5:27-28, ова е едно интересен стих. Ќе пробам да дадам едно ново светло, да кажам ова, значи, не знам дали сме го зборувале вака, но мислам дека интересно ќе биде. Само една секунда. Значи, овој стих ќе ми го потврди тоа дека твојот надворешен свет е манифестација на твојот внатрешен свет. Во Матеј 5:27 морам вака, извинете.
Вака, значи, вика. Значи, ова се добри вести, може би во тоа време биле страшни. Еве го, значи, Исус, сте чуле дека и било речено на предците не врши прелюба, а јас пак ви велам дека секој кој гледа на жена со похота веќе извршил прелюба со неа во своето срце. Ова е, значи, добри вести. Значи, Исус тогаш ни кажува тајна, што сега науката ја докажува пред некоја година, дека телото не ја знае разликата меѓу замисленото и меѓу тоа што всушност го врши. Исус им кажува, вие си мислевте дека ако отидете да го направите тоа дело, сте направиле прелюба. Но јас веќе ви кажувам, во срцето свое, ако помисли, сега, на што ние со сегашното знаење да помислуваме? Уствари, ова е јадрото на верата, на Марко 11, глава 23-24, кога се молите, верувајте дека примивте. Сега, Исус ни вика, ако помислите во срцето, исто е како да сте го направили. Со други зборови, ако ние останеме во мислите, ако замислиме, ако сме во имагинација, во замисла на работите што Бог ни ги ветил, ги замислуваме, тоа е исто како да веќе ги живееме. И каде сме со мислите, за кратко време ќе бидеме со телото. Дали разбираме? Значи, ова е многу важно. Каде сме со мислите, телото, тоа го зима веќе како извршена, завршена задача. И за кратко време ќе бидеш таму со телото. Амен. Ќе размислуваме добро. Ќе се задлабочиме дома и ќе размислуваме. Да видиме Исус Навин, 1 глава, 8 стих. Си средив овие за да не ги барам до утре. Исус Навин. Книжниот свиток на законот нека биде во твојата уста. Не зборуваме, значи, за 10 заповеди, зборуваме за принципите кои Христос ги воспостави во нас. Принципите на верата. Книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него дење и ноќе, за да пазиш верно се што е напишано во него. Само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите. Нели ти заповедав? Биди силен и биди храбар. Не бој се и не плаши се, зашто каде и да тргнеш со тебе е Господ твојот Бог. Малку ми е чуден стихов, али добро. Книжно нека биде на твојата уста. Океј, да размислуваме за него дење и ноќе. Значи, тука зборуваме за медитација. Значи, што е тоа медитација? Значи, многумина од тоа се плашат, зашто си мислиме дека тоа го прават на йога. Уствари, тие го украле, значи, тоа од Библијата, но медитацијата ни припаѓа на мене и на тебе. Што значи да медитираме дење и ноќе? Поготово кога ќе станеме од спиење и пред да легнеме. Значи, ова е многу важно. Медитацијата е витекнува на кравата и конјот преживуваат. Така, да, кравата, џвака, преживува. Тивко со тивок глас. Правиме декларации и прокламации за тоа што сакаме да биде, што сакаме да бидеме и што сакаме за другите.
во тивко време, во медитација, замислуваме, влегуваме во внатрешниот човек, во внатрешниот свет, и започнуваме да го джвакаме, да го примаме тоа во срцето. Си повторуваме, јас сум благодарен. Благодарам Исус. Ти благодарам Исус. Ти благодарам Исус. Јас сум благословен. Ти благодарам Исус. Ти благодарам. Јас сега ќе застанам и преку водството на Светиот Дух ќе зборувам работи што ќе бидат благослов. Ти благодарам Исус. Благословен сум. Ова е подобро, ова е техника што е подобра од Сител, од Канал 5 и од Прва. Ќе пуштиш, короната, короната. Ќе биде до 1, до 5, до 17 вакцините. Да медитираме на Словото, внатре во нас. Кога ќе го ставиме тоа во срцето, телото не ја знае разликата. Каде си со умот, за кратко ќе бидеш со телото. Да ги джвакаме, да ги јадеме, да ги преживуваме тие ветувања. Тие се за нас, а не за тие што вежбаат јога. И за нив се, ама ние знаеме кој е изворот и која е силата и целта и моќта за нас и за другите. Значи можеме да бидеме во медитација со нас и со другите. Битно е од сабајле да почнеме со благодарност. Битно е денот, сонцето да не ни зајде во гнев, да се смириме во присуството на Исус и да заспиеме со неговиот збор. Зашто? Зашто следното? Зашто ни го одговара Јов? Ние веќе несвесно медитираме, но медитираме на негативните ствари. Колку пати пред да заспиеме или ќе ставаме или во сред на ден нешто ќе се случи, не бива. Тивко во себе си повторуваш дека не те бива. Значи јас тоа го правев со години. И не ме биваше. Кога почнав да благодарам дека ме бива, дека квалитетите што Светиот Дух ги стави во тебе ќе излезат и ќе бидат благослов. Излагаат пророштва од браќата, од сестрите, од пророците и ние се држиме за нив. Замислете јас да продолжев да јадам и да джвакам во светот. Значи јас знам кога бев на факултет, семинарска, прва, по физика, да ја бранам, страшна работа. Страшна работа. Си викам, кога ќе стигне до дипломска, што ќе биде ова? Како јас ќе зборувам, ќе ме исмеат. Значи, ќе биде хаос. И денеска еве сум стојам пред вас смирен, со исушена уста од маската и зборувам. Затоа е битно да медитираме на Исус, на ветувањата. Веќе тоа го правиме против себе, несвесно. Е сега свесно да го правиме за себе и за другите. Јов, Чичко Јов е многу јак. 33 глава, 15-16, може и 14. Господ ми зборува нам еднаш и два пати. Но човекот не обрнува внимание на тоа. Во соништата, во ноќните виденија, преводот ми е чуден. Во ноќните виденија, кога длабок сон ги совладува луѓето и додека сонуваат цврсто на леглата, тогаш тој му зборува на увото на човекот. Амин. И сега, овдека во контекстот на Јов продолжува страшно, но Исус преку благодата за нас продолжува добро.
Уште еднаш ќе го прочитаме, зашто е многу важно. Господ ни зборува нам еднаш и два пати, но човекот не обрнува внимание на тоа. Затоа е битно да медитираме. Да го слушнеме Светиот Дух во нас. Да се смириме, да затвориме таа врата од надвор и да влеземе во пред тронот на благодат. Во сонништата, во ноќните видења, кога длабок сон ги совладува луѓето и додека сонуваат сврсто на леглата, тогаш тој му зборува на увото на човекот и пишува, му дава инструкции за следниот ден. Затоа ние можеме да, кога сме во состојба на медитација, телото влегува во состојба на предспиење. Тие моменти се најсилни за импресија да медитираме. Додека сме во моментот пред да заспиеме, затоа е битно тоа сонце да не ни зајде во гневот. Кога сме пред спиење, благодариме. Тит, да видиме што мислење има во Тит. Прва глава, 15 стих. Да нема Тит? Тука е. Еве го кај Тимотеј. Кај Тимотеј. Празна ми е Библијата. Празна ми е Библијата. Ќе си вртиме вака. Океј. Прва глава, 15 стих. Ова е многу јако. Вика за чистите се е чисто. Дали ние сме чисти? Веруваме ли дека сме чисти? За чистите се е чисто. А за оние кои се осквернети, кои не веруваат, ништо не е чисто, туку осквернети им се разумот и совеста. Добро, правиот стих е умот или во некои преводи срцето и свесноста. Значи, за чистите се е чисто. Ние сме чисти. Да се задржиме на чистите работи што Исус ги има за нас. Да не се прљаме, ако ме слушнат, со Сител, со Канал 5, со Прва, со сите тие. Значи, тие не плашат. А ние сме чисти. И кога си чист, не треба да се плашиш, бидејќи знаеш дека за тебе се е чисто, го имаш веќе тој филтер во подсвеста. И што и да кажат, добро, ама ти имаш ама. Да не дозволиме ниеден компромис да влезе во нас. Божјото царство не е царство на компромиси, понекогаш Божјото царство е, ќе кажам, дрско. И во делот на итроста, кога Исус ни вика бидете итри, и аз ви кажам, бидете дрски. Да не ги прифаќаме работите што ни ги набутуваат со сила, биди дрзок. Истрај во Твоето Слово. Ти веќе си чисти. Друга работа. Зошто ова е битно? Римјаните 14:14. Ова е силно многу, барем за мене беше. 14:14. И вртиш ти и таму? Тука ќе читам. Еве го
сега Павле, знам и уверен сум во Господ Исус, дека ништо не е нечисто само по себе, туку само за оној кој смета дека нешто е нечисто, за него е нечисто. Многу е битно што мислиме, што замислуваме. Колку пати ќе со луѓе ќе се видам и ќе дојдат да ми зборат за некој човек што им сгрешил и како се повредиле и како човекот е лош. И јас демантирам, кажувам, со мене човеков е добар. Разбираме? Значи, што замислуваме за човекот? Што му даваме? Што повикуваме во човекот, таков ќе биде со нас. Единствената промена што ја правиме, ја правиме внатре во нас, а не надвор во човекот. Кој си ти да промениш човек? Ти можеш да се промениш сами од себе. Затоа, знам и уверен сум во Господ Исус, дека ништо не е нечисто само по себе. Со кое право ние гледаме на луѓето како нечисти? Тоа што Господ го очистил, не нарекувај го погано. Целиот свет. А не само друштвото, во црква, одбраните. Тоа што Господ го исчисти еднаш за секогаш, не нарекувај го погано. За чистите се е чисто. Како ќе зборуваме пораката на измирување со лоши мисли и замисли за другите? Нема шанса. Уште еднаш ќе го прочитам стихот. Да се замачка убаво во срцето. Знам и уверен сум во Господ Исус дека ништо не е нечисто само по себе, туку само за оној кој смета, во другите преводи кој мисли, кој замислува дека е нечисто, за него е нечисто. Затоа кога 10 души ќе гледаме на една работа, што мислиме и замислуваме, ќе дадеме 10 одговори. Амин. Докај сум? Да, ова што го кажа во Дела, во 10:15, само да го потврдиме дека постои и е битно. А тоа е следното. 14, ќе почнеме. А Петар рече: никако, Господи, зашто уште никогаш не сум јадел нешто погано и нечисто. А гласот повторно му се јави. Еднаш и два пати, зборува Господ. Она што Бог го има изчистено, не нарекувај го погано. И сега, која е нашата одговорност за нашите мисли и замисли за браќата, а и за светот? Дали Исус луѓето ги мразеше или му беа од втора класа? Ви текнува на примерот со прелюбницата. Ова го пишев, да не го сгрешам. Примерот на Исус со прелюбницата е врвен пример. Тоа зборува дека без разлика што и да е донесено во присуството на убавината, тој гледа само убавина. Исус беше потполно идентификуван со убавината на благодата, што беше неспособен да види нешто нечисто. Го разбираме ли? Ова е многу важно. Како ние ќе продолжиме во животот на земјата? Кога ќе донесеш нешто пред убавина, нечистото не може да ја засени убавината. Гревот не може да ја засени благодата. Убавината на благодата е секогаш поголема од самите нас.
да го имаме ова на ум, за како пристапуваме со луѓето. Уште една потврда ни е во Захарија, 8 глава, 17 стих. Слушајте сега, ова е многу јако. И тука малку ми е чуден преводот, ама ќе го дотерам. Ова треба да го правите. Зборувајте вистина еден на друг. Судете справедливо и миролюбиво при градските порти. Тоа се мисли во духовна смисла, во умот, во портите на твоето ум, на твоето срце. Не мислете зло во срцето еден на друг. Во друг пример кажува: немојте дури да замислувате зло за другите. Немојте дури ни да замислувате. Ви текнува на примерот. Старите ви кажале, ако направите прелюба, е грев, но јас ви кажам, ако помислите во срцето, веќе сте направиле. Замислете, ако ние замислиме за братот и за сестрата во срцето нешто добро. Како во стилот на Господ. Јас имам добри замисли за вас и мисли. Замислите да ја поддржиме желбата на тие што седат до нас, а да не ја исмееме. Замислете децата дома кога ни замислуваат, кога ни фантазираат, кога имаат имагинација силна, бидејќи од таму кај што дошле до 7 години го представуваат тоа од таму каде што дошле. И ние им ја рушиме таа имагинација. Што се замислуваш ти? Светот ќе те згази. Немој многу да замислуваш. Исус ни кажува: пуштете ги децата да доаѓаат кај мене. Децата доаѓаат со имагинација, со замислување. Да не бидеме сакајќи да направиме добро, да си ги уништиме нашите деца. Остави ги да фантазираат, да замислуваат. Поддржи ги, да се поддржиме еден со друг во замислите, во желбите за нас. Желбата е двигател. Без желба не можеме да направиме ништо. Исус, кога дојде да го спасува светот, дојде со желба. Иначе како ќе дојдеше? Го згазија, го плука, го кова, го изедоа. Но мислеше так добро. Додека го кова, кажуваше: види, правам нешто ново. Да не бидеме луѓе во паника од Сител, и од Канал 5, и од Прва. Да не се плашиме. Да не се плашиме, неки озбилно. Канал 5, Прва и Сител. Ке ми прочка е денеска на тоа. Значи, мора програмата ние да ја смениме. Значи, тоа е програма, те програмира. Подсвесно те програмира. Зашто некои работи кои ќе влезат во тебе, во телото, се трајни. Ја, кога почнав да возам кола, си нема врска. Ама кога научив да возам, сега возам подсвесно, автоматски. Мускулите имаат меморија и секој потек, секој рефлекс. Дури се чудам онака, ќе реагирам, си викам и каков дар од Господ, знаете. Значи, многу брзо, автоматски во секундата правиш 5 потези до 10. Избегнуваш совраќајка и се. Значи, веќе тоа го правиш подсвесно. Замисли да се навежбаме подсвесно и да станеме и да благословуваме, да мислиме добро. Замислете. Што е битно да замислуваме. Да не бидеме со став: што се мислиш ти, животот ќе те згази. Како може животот да те згази, кога животот е Исус? Исус ќе те згази? Не може Исус да те згази. Он
ти го дава животот да живееш во изобилие. Да мислиме добро, да замислуваме добро, не само за црквата и за светот. Бидејќи тој повик на помирување со светот го вклучува и светот. Еве идеја, ако се прашуваме на што да мислиме. Филипјаните 4:8. Го нема, види. Не Филипјаните. Се шалам малку. Да се насмееме, да ме видам малку така насмееме. Под маската. Најпосле, браќа, се што е вистините, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас. Ако е некаква доблест, ако е некаква пофалба, размислувајте за тоа што прво ви текнува, што стиховиве што опишуваат, зашто зборуваат првично. Што е вистините, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас. Ако е некаква доблест, пофалба, размислувајте за тоа. Што е тоа? Исус, со неговата благодат. Значи, размислуваме на Исус, се полниме со Исус, а не со Канал 5, со Сител и со Прва. Амин. И тогаш ќе влеземе во тој мод, тогаш ќе влеземе во повикот. Амин. Ќе ме тужат Ситела 1 и Прва. И Канал 5. Јован 17 глава. Ова е готово. Со Стариот завет, сега ќе одиме со Меѓу заветот, после Јован 17 глава. И тука ќе сакам да дадам едно ново светло на стихот. Јован 17:19. Значи во англиската е I sanctify myself so that they also may be sanctified in truth. А тука е вака. Слично е, ама добро. Посвети ги во вистината, твоето слово е вистината. Добро е, ама значи не е вака. Е сега. Исус кажува, значи се моли пред Таткото. Се освети в себе си. Значи, преска спомнав, знаеме, значи, да си осветен, да се тргнеш од групата, да се тргнеш од телевизиите, на страна. Се освети в себе си, за и другите да може да бидат свети. Го мислите тоа што го зборував до сега? Значи себе си. Промената е во тебе. Значи Исус се смени самиот себе. За да другите ги гледаш во благодат, треба ти први, значи, да примиш благодат. Во случај Исус е изворот на благодата. Затоа пред Него нема ништо нечисто. Пред убаво, неубаво нема. Е сега, се пишало дека ние треба да се менуваме, а не да пробуваме да ги менуваме другите. Менувајќи се самите себе, другите биваат сменети. Мора да разбереме како Исус гледа на луѓето. Ви текнува на Римјани 12:2? Значи, ни кажува да го менуваме нашиот ум, а не умот на другите. Значи, твојот ум се осветив самиот за другите да бидат осветени во вистината. Се одвоив, се тргнав. И јас сум изворот на благодата. И сега јас така гледам на другите. Погледнете ги 12. Неписмени. Никој не ги повика во школа.
Исус, осветувајќи се себе си, ги освети другите, го повика тоа од нив, го извади тоа од нив. Исус да судеше, најверојатно апостолите ќе станеа кратци или ќе влезеа во тој свет. Ама некои беа во тој свет. Да. Тоа што замислувам за другите, така се претопуваат луѓето према мен. Значи, така ги претопуваме околностите, ситуациите, луѓето, кога им ставаме жар со добрина во благодат. Ова добро го кажав преска примерот кога за некој човек е лош, а кон тебе е добар. Да не се повторуваме. Всушност се издвои Исус од останатите и го мислеше најдоброто за луѓето. И така истовремено го повикуваше тоа од нив. Во зависност што мислиш и замислуваш за некого, истото тоа го повикуваш од него. Затоа е битно да ги поддржиме желбите на луѓето со кои што се знаеме, да не ги исечеме. Немој, ти се замислуваш. Ти тоа нема шанс. Христијански центар, црква, нема да има. Ќе има. Ќе има своја зграда и веќе има. За да има, први треба во срцето веќе да ја имаме. И со текот на времето, за брзо време, за чудесно време, ја има. Значи, тоа е принципот на верата. Матев во 6 глава. Ова, значи, е брзо витекно на молитвата. На татко наш. Еве го Исус доаѓа. И фокусот го менува за 360 степени. Научиме да се молите. Молете се вака. Татко наш. Готово. Приказната е свртена за 360 степени. Во тоа време на грешници им кажува да почнат со татко наш. Им го представува таткото дека е татко на сите. Пред да воскресне. Татко наш. Ќе можеше да им каже Господи мој. Татко наш. Која промена на фокусот на идејата дека Бог е само Бог на свештениците на Израелот. Татко наш. Во тоа време таму беа грешници. Исус им вика, молете се вака. Татко наш. Партали. Кој знае дали го сватиле тогаш. И сега е чудно. Знаеме понекогаш да гледаме на луѓето со презир. Еве го Исус, татко наш. Го представуваме дека е татко на сите, наш татко е. Каков пристап на Христос. И моментот преска што го спомнав со дрскост. Дознав дека правиот превод на крајот на молитвата да биде Твоето царство и Твојата волја, уствари некаде во преводот едно зборче е земено многу битно. Оти во царството нема ако, нема може. Во правиот превод е вика дека Твоето царство и Твојата волја мора да бидат. Не може да не бидат. Царството и волјата на Исус мора да бидат. И тука е моментот со итрината, со дрскоста. Светот ни дава на рака информација, не може да ни направи ништо на сила, ама ја знае таа тајна, ако ние сами ја земеме таа информација и ја ставиме во срцето, мора да ни биде. Замислете сега, ако ја земеме информацијата на нашиот татко и ја ставиме во срцето, па и да почнеме да зборуваме, па и да почнеме да замислуваме. Витекнува на Ефешјани на 3:20. Тоа што мислите, што замислувате,
Над това ќе ве благослови Господ. Амин. Амин. Амин.